Ја води. Почеток на септември. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Ова ќе биде една од ретките емисии, како што знаете дека телевизијата каде што сум и мојава емисија не се влезени во кампања, но имаше едно пријатно изненадување за кампањава кога видов едно драго, познато, пријателско лице на плакатите и морав да го поканам. Мишко Барзов, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Ти благодарам за поканата. Носител на листа за општина Центар. Така е. И На морам партијата Знам за наша Македонија. Така, се извинувам. Бидејќи ја не сум, да им објасниме на гледачите дека е ова пријателски, ова не е ниво кампања, ова не е платена политичка програма, нити емисијата, нити телевизијата. Јас се израдував и му се јавив на Мишко, викам, дојди, многу сум радосен што човек како тебе влегува во политика, те знам. Мишко, колку те знам? Уедно 35-6. 35-6 години. Да. Значи, вака наслепо подпишувам за тебе, бланко, бариран чек, така што ми е драго и сакам да ти дам моја лична поддршка. Ти благодарам многу. Она што во меѓувреме не се видовме неколку години, ми изненади со овој потек, па рете вака да почнеме баш онака како во кампања. Како после толку години водителство и професионализам одлучуваш да влезеш во политика и да бидеш носител на листа за општина Центар за партијата Знам? Пред се, Јанко, остануваме колеги. Автомагазин ќе си продолжи и јас ќе продолжам да го работам на тоа што го работам. До сега не сум бил во политичка партија и да бидам искрен сум ги презирал политичките партии. Но во еден разговор со еден мој близок пријател бев решен да влезам во политика само поради неговите зборови. Ми рече, дали сакаш да останеш на страна и само да зборуваш, или сакаш да се обидеш да смениш нешто. И тука дојде прекршувањето кај мене. Зошто знам? Затоа што почувствував една нова енергија. Таму видов на список некои луѓе кои имаат силно портфолио, без политичко искуство, млада партија која се бори за своите определби. Засега стојам на тој став цврсто, бидејќи мислам дека Знам има воведува една нова енергија на политичката сцена. Да, ние сме млада партија, немаме многу искуство зад себе. Ова се први локални избори на кои учествуваме, а јас лично сметам дека како граѓанин и како жител на Центар, дека локалните избори се многу поважни од парламентарните, бидејќи ги решаваат проблемите на луѓето таму каде што живеат. Да, важни се и парламентарните избори, но сепак локалните избори се посветени на жителите. Максим Димитриевски беше многу храбар кога се спротистави на својата матична партија, тогаш СДСМ, Да. која правеше катастрофални грешки. Тоа ја не морам нешто да го акцентирам за да ги ругам нив. Тоа го направи народот на изборите која ги
декласифицираше, мислам, ги избриша. Неверојатно е, мислам, до сега не памтам таков пораз некој да доживел на политичката сцена, токму резултат на ароганција, погрешни политики и така натаму. Дури знам И неработење, извини. Да, апсолутно. Апсолутно неработење, шајка незаковување. Максим Димитриевски излезе, беше многу храбар, вика, ја крв плукам, сега парафразирам, крв плукам за мојов град, за Куманово. Вие ме обструирате на секој чекор. Ја не можам вака. И кога сватија дека го немаат во контрол, тоа беше една таква вулгарна кампања против него. Ја не можев да дојдам. Ја се обидував да дојдам до Максим. Сега се правиме муабет малку. Да. Ке идеме со кампањата. Но морам да признам дека повлече многу истомисленици и тоа што секогаш сум го викал, не можеш ти да бележиш една цела партија дека не чини, дека е корумпиран. Има дел кој се и овој мислам дека најдоброто, најавангардното од СДСМ токму е сега во знам и таа нова енергија и тоа е голема шанса знам да се покаже и докаже дека стварно се конструктивна, дека се државотворна, дека се вредни луѓе со нови идеи и да ти кажам кога те видов и тебе, викам ова е тоа. Ова е тоа. Ти си ми жив доказ дека они стварно размислуваат, дека сакаат нешто да направат, а не да бидат проформа. Честитки до вас. Гледам дека влегува во коалиција со новата власт и што е добро. Не заради власта сама. Се слагам со тебе дека е добро. Но, пази, оваа власт зема кредит пола милиарда од Унгарија, 5 милиарди од Британија. Тоа се пари кои треба сега да влезат во општини, во проекти, во градови, во све. И сега ќе тераш инат или ќе гледаш да направиш нешто за твоите граѓани, бидејќи ти можеш да имаш желба, ама треба пари за такво нешто. Да, и треба пари. И мене ми е тоа драго што нема само идеите од ВМРО-ДПМН, туку ќе бидат и идеите и од Знам, ќе бидат идеите и од Мишко, ќе бидат идеите и од луѓе кои сакаат да направат вистинска промена. Ова е мој некој вовед да си кажам. Мислам дека твојата обсервација е многу реална, не затоа што се знаеме толку време и не затоа што сум ти гостин во емисијата. Пред се, многу сме критикувани дека сме уствари тројанскиот коњ во СДС и дека нашата партија се бореше за власт. Ние на парламентарните избори од нигде никаде добивме 6 пратенички места. Значи, како нова партија. Нема друга партија што влегла со 6. Имавме буџет подобар од групата ТНТ. Од нив бевме подобри во буџетот и луѓето тоа го препознаа. Сега втор удар на партијата беше дека коалицираме со ВМРО-ДПМН. Да, можевме да останеме и во опозиција, но што ќе постигневме? Ќе бевте опозиција. Ќе бевме опозиција, ќе плюкавме по сеживо и немаше ништо да направиме. Никакви промени. Никакви промени. Ни еден проект реализиран немаше да имате. Не, ќе бевме едни обични хейтери и само ќе наоѓавме проблеми за решенија. Напротив, ние во Знам имаме енергија која е препознаена и од коалициониот партнер, ВМРО-ДПМН, дека внесуваме малку боја во црно-белиот свет. Така и треба. Ние имаме 2 министерски места, повеќе директорски места. За сега ниту една афера, осим озборувања. Многу труд. Точно. Ни една афера. Ниту една афера. Ниту едно поставување на место кое не носи соодветност. Да кажеме, имаме ние лојални членови кои се среднисти, со средна школа. Добро. Имаме и со високо образование, имаме и магистри, имаме и доктори на науки. Добро. Кај нас не се случило човек со завршено средно образование да добие место во каде што е класифицирано високо образование.
Добро. или нешто повеќе. Така. Бидејќи самата државна служба има своја систематизација на поенизирање, кое е поврзано со образованието. И не може да поставите човек со 80 поени на место кое бара 120 поени. Зборам во однос на образованието. Тоа може би малце и генерира внатрешна нервоза, но секој наш член јасно му е дека ние не сме подготвени да го кршиме законот, а уште помалку моралните И етички норми кои сами сме си ги поставиле, а се во склад со законот. Имаме многу успешен министер за локална, се извинувам, за правда, и кој многу работи, и неговата работа ќе биде покажана сега, за неколку месеци, бидејќи има пакет на 22-3 закони, кои ќе донесат голема промена во правосудниот систем. Бидејќи тој е девастиран, народот, односно граѓаните, не даваат поддршка, ниту имаат доверба во правосудниот систем. Тој систем е уништуван со долги години. Тешко е да се врати веднаш, но ќе се постави на вистинската траса. Ова се надоврзува со скорешните зборови на премиерот, кој рече дека по изборите ќе има силен ангажман и од него, и од соодветните министри за големи промени во судството во Македонија. Исто така, извини да се надоврзам. Што ми е голема радост, исто како кога ќе ги видам ваљаците кога идат и поставуваат нов асфалт. Искрено да ти мора, кажам. ако сакаме да си ја задржиме државата. Джабе асфалт, джабе контейнери, све, ако нема правда. Ако таму нема правда, да. Точно. Исто така правиме големи пресеци и реформи во јавната администрација. Тоа е повторно наш министер. Тој господинот Горан Минчев, кој одлично соработува и со министерот Филков. И мислам дека во оваа влада има еден слух на неопходни промени кои мора да се направат. Можеш ли нешто зборува околу тоа? Што треба да се направи во јавната администрација? Треба да се воведе ред, систематизација. Треба да се воведат нови услуги за граѓаните. Веќе се воведени некои нови услуги за Збориме граѓаните. дигитализација? Зашо збориме? И за дигитализација, да можеме секој граѓанин многу лесно да дојде до своите потребни документи. Јавната администрација треба да биде сервис на граѓаните. И на тоа се работи сега. Ама тоа е флоскула која слушаме со децени и тоа никако да профункционира. Се слагам, но имајте малку трпение. Многу се работи позадински, а фасадата ќе дојде многу брзо. Сега, во овој момент, преку дигиталните услуги, можете да добиете повеќе од, не ме фаќате за збор, ама мислам околу 68, дури и повеќе документи. Сега, кој ќе може да имаме и лесно вадење на извод од матична книга, тоа ќе биде уште подобро. Ќе има и дигитализација на личните документи и тие сите услуги кои, да бидеме искрени, многу ги фрустрираат граѓаните, затоа што треба време, трпение за да се добијат, тоа ќе биде малку променето. И тоа ќе биде многу брзо. Апропо на ова, Да. може да те исфрлам од колосек, да идеме Слободно. малку друго. Пред малку зборевме, Да. и кога беше последниот пат, знам дека не си голем љубител на Елон Маск заради неговите бубачки. Струјни удари во главата. Да, струјни удари. А ја баш заради тоа го сакам. Добро. Го извади денеска V14 Full Autonomy Drive. Да. И гледав снимки, страшно. Значи, светот ќе иде кон тоа, луѓе нема да се занимаваат, автономни таксија и така натаму. Но, како што гледаш, Мишко, покрај тоа, луѓето се повеќе име на нивниот мобиле. Лична карта дигитална.
плаќање на патарина со плаќање на каса. Така е. Значи веќе ни картица не се фаќаме. Значи сите документи ние тоа треба да го како да ти кажам, не е ни топла вода измислување, само системски треба да го спроведуваме. Граѓаните морали да иде на шалтер, па печат да добие. Добе го на неговиот мобилен извод, матичен, посмртница и така натаму. Ако веќе кредитна картичка ти е валидна у мобилен, зошто утре да не биде и извод од матичен? Или, не знам, возачка дозвола, возачка лична дозвола. карта. Сите документи треба да ми се тука. Мене у моментот гледаш лична карта, све ми е тука ми е мобилна, вака треба да ми е све воедно. Мислам дека е тоа иднината и тоа треба да се нуди на градот и прво ќе се олесни на администрацијата, ќе бидат помали трошоците, а ние ќе бидеме посреќни. Убеден сум во тоа. Океј, ова е како идеја, сакам да фрлам семе, малце инсепшн за твоите колеги, бидејќи имам осет дека не сте фолиранти кои сте про форма или некоја флескула, туку стварно дека сакате да направите некоја промена. Носител си на листа за општина Центар, една од најголемите и најтешки битки на локално ниво што ќе биде покрај град Скопје. Иако за мене град Скопје е завршена работа, Орце е идниот градоначелник, јас се извинувам, ама јас борам сега Челси игра со Согово. И сега такво е моето гледање. Така што какви се твоите согледувања, бидејќи знам вие во Центар Лабудовиќ добивте поддршка, значи ВМРО нема да има свој кандидат, туку ќе ве поддржи вас. Тоа е, како да кажам, прво сте јаки, моćни сами по себе, а сега добивате не бран за сурфање, цунами иде. Да, може да се случи цунами, но моите предвидувања секогаш се малку поскромни. Океј, повели, анализа твоја. Тоа не е анализа, тоа морам да кажам дека е моје лично чувство. Your guts. Да, бидејќи во последниве неколку дена присутен сум на теренот и имам доста контакти со граѓаните и низ интеракција и разговор со нив имам формирано некаква слика. Повели. Така да општина Центар секогаш била специфична. Не била само перјаница на нашата држава од сите општини. Не е ниту најпосетената општина во Скопје, но и најзагрозената општина во Скопје. Ние, кога ја правевме листата за Центар и за градот, партијата внимаваше многу да се стават луѓе кои го сакаат својот град и својата општина. Јас во Центар живеам 27 години и ги доживувам и ги преживувам сите фрустрации кои ги имаат моите сограѓани. Без оглед дали живееле на Ленинова или на Народен фронт, Крњево, Кале, сите имаме проблеми, предизвици, кои се таложат се повеќе и повеќе. Оттаму и мојата идеја да влезам на локалните избори, да допринесам нешто за мојата општина, за моето живење, бидејќи тука сите заедно живееме, нашите деца идат во исти училишта и го газат истиот асфалт, а никој не се чувствува веќе безбеден. Имаме проблем и со аерозагадувањето, но и со аудиозагадувањето. Имаме проблем со безбедност во сообраќајот, се соочуваме со, не сакам вулгарно да се изразам, но до гуша сме во смет. Никој со децении не вложува во инфраструктурата, како што е водовод, како што се одводот на канализацијата, така е? На канализацијата, односно на натоложените, се извинувам, атмосферската канализација. И се соочуваме со проблем со притисок на вода. Внимавајте, 21 век.
Имаме проблеми со притисок на вода и канализација. Мишко, колку Ниедна висококатници се изградени последниве 5-6 години? Токму не е проблем да се градат висококатници. Веднаш Ако ќе ти инфраструктурата следи. кажам, ама треба да има инфраструктура. Така? Никој не ќе да вложува во инфраструктурата бидејќи таа не се гледа. Па каде идат пари каде отидоа сите тие пари? Гледај, имаме ние барем 8 висококатници за кои се платени комунали така. и сериозни пари, кои во суштина општината треба да ги вложи во инфраструктура. Група ТНТ ја спомна, Алан Форд, Да. Сир Оливер, Ало Бинг како брат. Ја извини што карикирам, бидејќи ова јади бурек. Јас се надевам дека твоите ќе извадат нешто сериозно, сепак си ти носител на листа и се извинувам ако Не, звучам слободно. вакво, ама слушај, ти си 35 години у центар. Јас сум 63 години у центар. Никогаш не било повалкано, повеќе куќиња, повеќе смет, повеќе запустено, све едноставно. И тоа А се градат прекрасни зданија. Diamond Mall, овдека кај ГТЦ што се гради све. Тоа се огромни пари. Па тоа се десетици, стотици милиони. Па колекторски систем, па Blade Runner коли што лепдат ќе измислат више, ќе направев беспилотни такси ќе имаше. Кај отидоа тие пари? Не, слушај, другариве што се толку време на власт во општина Центар, знаат Ало Бинг како брат. Толку. Да, јас како жител Извини на што Центар, бев малце циркуски. слободно, тоа е Мој стил. твој стил на изразување и тоа е сосема легитимен. Мене ме фрустрира како центарец што јас досегашниот градоначалник го немам запознаено. Се немам запознаено со него, ниту со некое негово дело, осим едно брдо маркици кои се натрупани низ центар. Во мојата улица се градат 6 гради во радиус од 200 метри, кои се сигурно 8 катници, но никој не прашува каде ќе се паркираат возилата на тие згради што допрва се градат. Куќата до моја, ја живеам до Diamond Mall. Поздрав директор сум. Доби дозвола за 5 ката градење. Идам чисто ради фол да прашам, викам колку јас смеам да изградам, да се градам за мене. Вика 4. Како вика комшијата мој, викам до мене лепенка куќа, може 5 спрата. Он може. Тоа е тоа што нас не фрустрира како граѓани, бидејќи сите сме еднакви граѓани, ама некои се поеднакви. Орвеловското. Така. Нели? Да. Сега да не ги идеме и извадам кон снимките, животинската што се фарма. прави, како се краде, како се кради имам, како се... Мислам, не можам да ти опишам што се случува со имотните листови, со катастар. Тоа е жива катастрофа, ама тоа е све системски направено во центар. Луѓе не можат да си обележат класичната медја. Ние гледаме, нели, сообраќај не функционира. Асфалтот не функционира. Хигиената не функционира. Прашај ги луѓето што имаат се уште има куќи, се уште има живеалишта, се има. Тоа е општи хаос, Мишко. Тоа е општи хаос. За Ја жал го има живеам. некои куќи кои сонце не гледаат преку ден од околните згради што се изградени. Мојата. Ете. Ќе ми доеш на кафе. Ќе дојдам. Ќе доеш на кафе Ама и ќе направиш сам фотографија. Ама во лето ќе дојдам кога ќе биде сенка. Ќе биде. Вака не. Сенка е стално. Нема да промашиш. Колку сте на листа за општина Центар сме 23 на листа. Браво. Има некои вака звучни имиња што можеш да ги спомнеш? Има, како не. Александра Цветановска е на втората позиција, таа е извонреден правник, 14 или 15 години има искуство во невладиниот сектор, посветена е на заштита на обесправените, исто така и на, мислам дека е и експерт за семејно право. Одлично. Имаме двојца пензионери на листата, затоа што сметаме дека децата се иднината, младите се силата, пензионерите се мудроста.
Во Добро општина кажано. Центар има доста пензионери Не, доста. и сакаме да чуеме од секого нешто. Јасно. Значи, ова не го правиме заради популизам и заради повеќе гласови. Нашата програма и изборот на советници е направен според нашите амбиции за решавање на проблемите. Сега да не 23 се. Добро, кај доволно нас, ми е. Многу е важно што превладува спортски дух, тимски дух. Значи некој ќе биде напред, ќе Као игра ти? у напад, шпиц, некој ќе игра у одбрана, ама играме за нашиот тим. Ти си Дарко Панчев. Носите се на листа, ти си види. на ова. Сепак, 25 години новинар, те знаат на телевизија, Ама оставаш... кога сме кај Панчев, Добро. извини што те прекинувам. Не, нема проблем, слободно Во прекинување. нашиот тим носител на листата за аеродром е Калц. Тој е капитен на нашата репрезентација фудбалска беше, Марковски. Исто така го имаме Ѓорги Чековски, кој е носител на листата за Бутел, Тони Симич. Тоа се две Значи, извонредни Центар, кошаркарски. аеродром, Бутел, каде другде... Ѓорче Петров е Ѓорче? носител Симич и се во останатите општини се сите заслужни граѓани на своите општини. Во Куманово? Но во Куманово Не, сега кој е ме него- фати неподготвен. Не. Каде настапувате? Значи во Скопје во 5 општини? Не, во сите Куманово? општини настапуваме. Во сите. сите општини во Македонија? Да, и во град, не во Македонија. Во Ја- 55 општини сме во трка за советници. Вау, амбициозно. Имаме два кандидати за градоначалник. Тој е Добро. Максим Димитриевски за Куманово, каде што очекувам во првата... Како Орце за Скопје, така и Максим за Куманово. Завршена работа. Да. Нека не си трошат пари за кампањи џабе. Моја Поздрави ги. искрена желба е нашиот кандидат Мирослав Лабудовиќ, со кого се знам многу малку време. 2,5-3 месеца, Добро. но функционираме како да се знаеме со години. Што можеш да ќе ми кажеш за прашаш- човекот? Јас се обидувам да најдам дека прилично е во електроенергетиката, ако не се лажам, Да, тој е електроинженер, електроинженер. но целата своја кариера ја има поминато во странски компании Мгм. во Македонија, бидејќи инженер. После парламентарните избори е доделена му е функцијата заменик министер за енергетика. Тоа е исто едно осетливо место. И Али пак прав ќе човек повторам- на право место. Па ќе повторам, кај нас се уште се нема појавена афера. Нека збори кој што сака, тоа е легитимно, но никој не може да извади документи дека нашите луѓе кои учествуваат во извршната власт, па и во законодавната, имаат направено некој греф. И сигурно и власта прилично размислила и анализирала дали да му даде, и кога му дала фул поддршка за општина Центар да бидете вие и да ја добиете, тоа значи дека човекот си има своји квалитети како што Ние си ги нема имаше. да ја добиеме општина Центар. Ние ќе се избориме да ја освоиме општина Центар. Да, за градоначалничкото место ќе бидеме заедно со ВМРО ДПМН и работиме заедно на теренот за градоначалничко. Но За Скопје, не, зборам за Центар. за Центар. За Скопје ти рече кој ќе биде и тоа е тоа. Тоа е тоа. И нема да ти опонирам во тоа. Ќе дадете вие поддршка за Орце? Зашто да не даде? Готово. Сега, Какви се твоите состојбата прогнози во за Центар е оваа малку поинаква, Добро. бидејќи и ВМРО ДПМН и знам Движење за наша Македонија Мгм. има своји советнички листи. И тука настапуваме независно. Така. Ама градоначалникот е еден, го поддржувате, Лабудовиќ. Лабудовиќ ќе биде Така. нашиот иден градоначалник на општина Центар. Моја желба е тоа да се заврши во првиот круг, но и ако се случи вториот круг, верувам дека ќе освоиме победа. Какви се прогнозите, какви се анализите, рейтинзите, што се говори,
Што говорат, сигурно имате аналитички центар, сигурно имате Имаме аналитички рейтинзи центар. направено. Каква Имаме е наши ситуација? проценки, да, имаме наши проценки. ВМРО СДСМ у моментов е 7:1. Да. Слободно кажам. Вие како стоите од прилика? Ја мислам дека многу добро сме позиционирани, дека ќе ги освоиме потребните, мислам, 18.000 гласа во првиот круг, зборам за градоначалник. Сега кај советниците малце е покомплицирана работата, бидејќи тука во трка влагаат уште неколку здруженија и партии. Најголемата опозициона партија сега, СДС, ние сакаме на овие локални избори да докажеме дека ние ќе бидеме најголемата опозициона партија. Заслужувате. Па и заслужувате. Или втората партија по големина во македонскиот блок. Многу се самоизруга СДСМ со постапки, со изјави. Не може Филипче качен на јахта и да вика ја ќе се борам за мојот дом. Мислам, демагогија. Добро е за нив како партија или да се престројат, или да си дојдат во знам. Паметните отидоа во знам. Тоа се добри и доблесни луѓе. За жал, ароганцијата на СДС, која уште има светлина во партијата, си дозволи да ги повика членовите на знам да се вратат дома и дека ќе им биде простено. Бог да чува и да брани. Јас секој ден се враќам дома, затоа што мене дом имаше не ми е... таков повик? Да, имаше вчера. Имаше таков повик. Повтори го убаво, да зачутам. Значи, господинот Филипче, лидерот на СДСМ, има повик до членовите на знам да се вратат дома во СДС и дека ќе им биде простено. Филипче, еве повик до тебе. Иди узнам, ќе ти биде простено и поарно ќе поминеш. Спакувајте се, загреота сте. Стварно сте загреота. Ја вака како лидер на Македонија, да кажам. Добро. Секој граѓанин има право на своје мислење. Се шегувам. Не се шегувам, ама самиот факт, зазнам, мене Максим ми требаше за овој муабет, ама ти викам, прво и јас сум малце издишан, 25 години кариера, не сум више толку ангажиран во целава приказна, не сум во кампања, ова не е платена програма, нема овде маркетинг, ништо, и ова е еден пријателски... Беше платена програма, ја немаше да бидам тука, бидејќи повторно нашиот буџет за овие избори е малку подобар од групата ТНТ. Стварно не ми донесе ни маечка, ни капа, ни пенкалце, ни локум, ништо нема. Вака, може да ти ветам дека ќе ја добиеш нашата изборна програма. Може да ти ветам дека ќе добиеш пенкало и тефтер, знаеш зашто? За да запишеш тоа што сум ти го кажал и слободно, ако тоа не го оствариме, да ми го тупнеш од глава. Ке ти ја тупнам снимкава од глава, Мишко. Слободно. Снимкава стои и ке постои. Но хартијата има посебна тежина. Моја порака, како центарец, јас знам што ќе правите прво, тоа ќе треба стварно прво да се исчисти. Орце Арно вика, првите денови треба да исчистиме. Стварно го угнасија Скопје со оние палења, со оние наместени, со она несобирање на сметот, што беше очигледно, она хејт или гласите за нас, или гледате шо ова, или овие се криви. Значи, многу ниско, многу бедно. Но јас зборам за нешто друго. Моето искуство со центар, таму има многу професионални луѓе. Ја кога бев тешко повреден, и многу интелектуалци. Тешко повреден, се запознав со некој од нив и стварно брилјантни беа. Со 2 збора се разбирав. Но општина Центар не функционира во неколку сегменти. Првиот сегмент е, бидејќи ти реков дека Извини, општина Центар во овој момент функционира само во 2 сегмента, а има 100 сегменти кои не функционираат. Инспекциите. Не можеш да најдеш инспектор. Значи, може у овој момент да ти влезе багер. Мене ми влезе багер, почна да ми ја руши куќата, одне мукајт. Немав кому да се јавам. Па се јавував кај Стојанче Ангелов, бидејќи бев воведен во опасност, па морав на штаки, бидејќи ми беше ампутирана ногата.
трчат да рипам пред бај. Не можев ни, нема време ни баже да го викнам да снима со камера за да си ја спасам куќата. Не, значи, у драматична ситуација ја имав, Јанко не се секири, ќе биде се во ред од инвеститорот. Ја не сакам некој да ме тапка по глава. Ја сакам не да се расправам или со комшија, или со ово, или со оне. Ја сакам само закон спроведување. Арс легис. Арс легис. Доаѓа инспекција и вика ова е законски, ова е незаконски. Ако е законски да ми ја рушат куќата, нека ме запалат со се неа. Дали ме разбираш? Те разбирам. Значи, да не можеш да поднесеш пријава законска. И сега доаѓаш до заклучок, викаш зошто? Зошто да не можеш да дојдеш до нив? Покушавам преку некои познати што работат во администрација, баре ги после 3 сат, баре ги после 8 сат, не можеш да... Сваќаш дека чим овој искеширал комунали, он е бог и привилегиран. Ти Тоа си не никој смее да ништо. биде така. И Да, е така. треба да се почитува капиталот, треба да се почитуваат инвестициите, но мора да се почитува и она што е покрај нив. Не смее тие работи да се случуваат врз грб на други луѓе. Дали знаеш колку згради се изградени без паркинг места, а по закон е забрането? Во општина Центар. Во Значи општина имаш Центар имаме зграда, уште еден проблем. зграда 15 стана, нема ни 5 паркинг места. А ја знам, у мојот комшилук, кога ќе дојдеш летоска на Сенка, ќе ти ги покажам зградите кои немаат ни едно паркинг место. Ни едно. И тоа е дозволено да се изгради. Ево, ака ќе си правиме Да, ќе си правиме селфи јас и ти. Да. За жал не сум правник. Не, И не ги знам прописите за градење Мишко, и на колку квадрати Али изграден знаеш простор мора да има. автомобилизам. Тој ако не паркирал у паркинг, паркира на улица. Паркирали на улица, имаш тесно грло. Имаш ли Тоа се тесно грло? случува секој ден, а да не збориме што се случува во Шпицот. Рано се бајле и кога луѓето се враќаат од работа. Не требаше да ти закажам снимање у 3 саат овдека и ќе стигнеше после 3-4 сати. Не, ја ќе се тргнев ден понапред. Ќе си преспиев во аеродром и ќе дојдев на емисија на време. Јас сум многу изфрустриран како граѓанин на општина Центар од сите тие работи. Пред се, ја разбирам дека е општина Центар многу посакувана да се живее во неа. Затоа и цената на недвижниот имот нонстоп расте. Но, дали е нормално едно паркинг место во ново изградена зграда да чини 15, 16, 20 илјади евра? А чини? А чини. Дали е нормално некој да плаќа 3000 евра квадрат или 2500 евра квадрат и хоризонтот да му биде комшијата од Карши 7 метра растојание? Дали е тоа нормално? Пази, Дали е... како што е тоа дозволено во општина Центар, нигде. Ама вака се балконите залепени. За жал ние наликуваме не на општина Центар. На оние што им се смеевме у Азија. Фавела. Фавела. Само што е тврда градба. Да, Значи, тоа е тоа. тврда фавела. Тоа е таа филозофија на непочитување ни на простори, ниту на урбанистички решенија. Дали Рубиконот има- е преминат? Дали има чаре од ова? Дали чаре, има излез? Има чаре. Еден дел од нашата програма е ревидирање на сите маркици кои се доделени, а не е започнато градењето нивно. Затоа што Не, за ова што е направено до сега. За фавеливе до сега што се. Кај што немаат ни тука се паркинзи, донесени кај што се... и детални урбанистички планови И не може ништо и- да се и смени. Тоа е заминато. Дали може да се направи некаква револуција, еволуција, нешто радикално? Дали имате идеја во сообраќајните решенија?
Толку Да. се улиците. Да, Само имаме што може да се направи, тоа не ми е јасно. Знам Како Орце прво? што кажува за градот, оно што е ингеренции на градот. Да, ама ние тесно, како општина, како дел од градот Скопје, ние тесно ќе соработуваме со град Скопје. Да, Во само и системски така може. решенија. Само така и може, Значи, да, управо се. И тоа не поради тоа што Не има терање со затоа што еден сме градоначалник коалиција, со друг како туку што затоа беше што до сега. имаме желба не за лични побуди и не галење на собственото его да руинираме живот на граѓани. Напротив, општините си имаат своји ингеренции, но, да кажеме, може да понудиме системско решение за решавање на сообраќајот во Скопје, за растеретување на сообраќајот во општина Центар, Како? за ќе ти кажам и тоа, Да ми за кажеш. зголемување на паркинг просторот. Добро? Тие решенија сакаме да ги направиме. Промовирај ми нешто, барем Многу не мора лесно. детално. Еве од прилика нешто. Еве, од прилика. Убеден сум дека градот Скопје ќе го среди јавното сообраќајно предпријатие. Ако ние имаме Добар јавен превоз. не добар, одличен Одличен. јавен превоз, на кој ќе може секој граѓанин да се потпре и да си го планира своето време. Ако јас сакам од Центар да дојдам кај тебе во студио, да знам дека ако тргнам И ќе во стигнам. 2:20, ќе бидам кај тебе у 15 до 3, а не у 3:20 да ми дојде автобусот. Све ми е јасно. Одлично. Тоа е еден дел. Како ќе се средат Како бе паркинзите? најбогати, шетани деца сме, шетани луѓе сме и јас и ти. Добро бе, имаат и подобар стандард, и подобар живот. И кога ќе отидеш у Копенхаген, кога ќе отидеш у Амстердам, сите се возат со автобуси, никој нема проблем да влезе, им функционира на Ама луѓето. зашто би било проблем да се користи градски сообраќај во една урбана средина? А ја ги разбирам и скопјани што седнува, затоа што у овие автобуси, у овие скапаници, у ова несредено, у ова анархија сообраќајна, па имало бензин, па немало нафта, па имало, па фалел, па мислам, леле, кај да почнам да не лајам, да ќе почнам Добро. да завивам. Јанко, сега зборуваме како граѓани. Баш. Еве, се направи реконструкција на улица Ленинова, Така е. која траеше извонредни 12-13 месеци и таа сега изгледа убаво, но прашајте ги луѓето што живеат таму, што прават за паркинг простор. Со ова решение што е направено сега, ние изгубивме преку 50% од можноста за паркирање на возилата. Некој ќе каже да, окей, но направивме и стаза за пешаци Велосипеди. и за велосипеди. И тоа го поздравувам. И тоа е добро, но дали е добро на таа стаза и на тој пешачки тротоар да се шират кафичи? Кафулиња. Ја немам против никого што работи таму. Не. Но Не треба да се оградуваш, све е дали- јасно. Не, само кажувам. Некој дозволил тоа да се случи. Да. Некој дозволува ерозијата да продолжува. Добро, Имаме може ли сообраќајни дебар мало? решенија кои и онака ги Ленинова, тие паркинг, како може да се реши? Ајде во Центар има некој, да речам, да заживеат. Ние имаме и неколку големи катни гаражи, кои никако да заживеат, се запустуваа годиниве од 2015-16 наваму, све е тоа оставено да се распаѓа. Но може ли, има ли некакво решение за паркинг за Центар? Што има може како да... нема. Прво треба да се оптимизира начинот на паркирање во Центар. Ние сега имаме регулирано паркирање во Центар, каде што има и можност граѓаните да паркираат. Значи резидентите. Но, за жал, тоа не се почитува. Бидејќи пак некоја надзорна служба тоа не го прави. Второ, имаме многу повеќе автомобили отколку што ни се димензионирани и улиците и паркинзите. Но, со едно умно решение, можеме многу лесно да го регулираме тоа паркирање. Општина Центар дневно има голема миграција.
оние граѓани кои со своето возило заминуваат од општината или одат да се паркираат на друго место во општината, ослободуваат место каде што може друго возило да биде позиционирано, односно паркирано. Тој умен систем на паркирање ќе ни донесе голем бенефит, затоа што резидентите кои не се цело време присутни на својата адреса, прават еден шеринг со Тайм своето шеринг, место. збориш за тайм шеринг? да Не, имаме за паркинг паркинг? шеринг ќе имаме и тоа ќе биде убаво регулирано Со апликација, дигитално или? и со апликација. Имаме неколку катни гаражи кои за жал не ги задоволуваат потребите и капацитетите кои се потребни за паркирање. Во Буњаковец, на пример, Така? планираме таа гаража да биде демонтирана. И Таа на два, тоа е на едно монтажната, ниво. на Да, едно ниво. монтажната. Добро. Таа треба да биде демонтирана и Океј. да се изгради катна гаража со 3 или 4 ката. Мишко, ова е феноменално. Имаш поддршка. Да не бидат после дуќани доле. Да не бидат станови и канцеларии горе. Убаво кажано, сметам дека нема да има пренамена на тие места, затоа што цврсто сме убедени дека во нашата одредба да донесеме малку повеќе достоинство на живење во центар. Ако И тоа не е само едниот Тоа проблем. е епицентар, тоа е феноменално место неискористено за ако ставите вие, ако успеете да направите, Ја мислам секој- дека ќе успееме. ако успеете да изградите таа 4-катна, 5-катна гаража, тоа ќе биде феноменална работа, бидејќи таков пример имаме кај универзална сала. Таа катна гаража голема работа врши За жал тој таа е сектор. приватна и таа нема голем капацитет на Нема. апсорбција. Ама добро е што ја има, бидејќи нема кај да се паркира генерално. Нема. Нема каде да се паркира. Па ако Се треба, дајте ја- узурпираат и пешачките премини. Се Ако узурпираат. општината нема пари, дајте ја приватно. Не, напротив. Јанко, општината е полна пари. Во овој момент на сметка на општината има околу 30 милиони евра. Дојдете на власт, брада, ќе биде тоа. Ало, бин како брат Сир Оливер. Во ред. Се шегов. Во ред. Не, се и шегов. нека биде. И нека биде. Општина Центар има приливи на средства. И не е се тоа само од маркици. Не е тоа само од градење згради. Во Општина Центар се позиционирани многу компании кои од чиј данок дел од тие средства одат во општината. Тие пари не може да ги снема преку ноќ. И да ги снема преку ноќ ќе има трага кај кого се. Што И зошто планирате се. да правите, да градите? Што Планирате ли? планираме да градиме? Имате ли некакви проекти кои во кампања ве ги еве? Не. Например, јас спомна Катнава гаража. Тоа е спомнав, конкретен проект. Гаражата, да, но приоритет ни е Општина Центар да биде уште позелена, да биде поприемчива за живење, нашите жители да им се врати малскиот живот, да им се врати мирот, да им се врати безбедноста. Општина Центар, за жал, не е безбедна општина. Не. Во центарот на градот вие можете да бидете каснат од куќе скитник. Најголемата Тоа секојдневно е? Секојдневно е, да. И тоа мора да се Ама реши. што ми кажеш? Ние имаме Син ми во глутници, на раце, кучиња. на раце го носев искрварен целиот, а дете кое секое улично куче го храни и го гали. Го изглода, го нападнаше 7 кучиња. Па чекај бе, ова е анархија, бе, ова на ништо не личи. Не, тоа е и тоа бара системско решение. Па тоа е, но што нема За решение. жал, во Скопје ние имаме кучиња кои се носат од страна. Тоа се овчарски кучиња. Ако видиш ти градска џукела, што би се рекло народски, Тоа е некој ситно. ситно куче. Овие се овчарски кучиња. И филозофијата, односно менталитетот на овчарските кучиња да идат во глутница, за да се заштитуваат. Виде каде сме овде како го застанавме на
на балкончето да испушиме Да, цигара. да. Да. Овдека има уште неколку магазина, тука и Пелистерка, тука е овак. Преполно е со шарпланинци, огромни кучиња и џукели кои значи прво овие што се ноќни чувари, а нема објекти кај што нема ноќен чувар, за да може да дреме дивекот, да спие цела ноќ, да ја раат, собираат кучиња, ги носат од сегде. Тоа е тоа што вика. Тоа е тоа. Луѓе се чудат, вика, знаеш, ќе рече некој, ќе искоментира, што тресе мишко, носат кучиња. Ги носат затоа што им треба. Или чува автопаркот, или го чува железни, или чува овој магазин, или оној А магазин. што чуваат тие кучиња на плоштад? Кажи ми, молим те, Ама тие се пуштени. Таа кучка се облови и ќе ја пушти. Не може да ги рани 10, ќе чува едно-две и после ќе ги фрли другите. И од таму доаѓаат редовно. Тоа е еден од сегментите. Некем да се мешам во ингеренциите на градот, но и тука има решение. Океј, да се вратиме на паркирање. Големи пари се даваат на оштети Огромни. и мислам дека овие шалтерите за кучиња добиваат пристојни суми пари за да функционираат. Кога бев у криза, се смеев. Абе, викам да здам едно од џукелеве да ми изглода да завршам работа до нова година, кој што бев у дубиоза. По 2000 евра можеш да земеш. Дури, зависно од повредата и траумата што си ја доживеал. Ама ајде да зборуваме за центарот на Колку е градот. примитивно, у центар живеам, за што зборам. Вишко, збориме комунална хигиена, видовме сега една шизофренија, каде што општина Центар, независно од град Скопје, посебно собираат смети ѓубре. По мене, Скопје уште не е созреано да има еден градоначалник. Ако еден Њујорк со 10 милиона може да го има еден Руди Џулијани, зошто не можеме ние, но таква е политиката, тоа е донесено. Барем комуналните служби морали да се шизофрено поделени. Ја колку знам, посебна служба собираше за општина Центар, посебна служба собираше за град Скопје. Грешам нешто или е така? Не грешиш, така е. Ама тоа е совршено алиби за неработење. Градот е крив, општината е крива. Добро, ајде, општината е крива, ама затоа што не платила на предпријатието и така натаму. И тука се прави еден лавиринт во кој нема решение. Не, добро кажеш. Затоа што се прави вештачки хаос, за да граѓаните, а на крај граѓаните патат. Да. Ем плаќаме, ем не добиваме за тоа. Точно. И сега, наместо Центар да е перјаница на сите општини, бидејќи е и најпосетена и од туристи, ние што имаме во Центар? Да е најчиста, да е најубава, да е најсредена, напротив. Не, ние имаме на сите страни ѓубре. Страшно. Не дај Боже да заврне. Тоа се локви кои се Да. Индија бе ганг. Бангладеш. Плоштадов таков каков што е. Има многу туристи, преминуваат и од другата страна во чаршијата. И што ги дочекува нив? Тарабуки, ги дочекуваат кучиња, ги дочекуваат сиромаси што просат. Кои ги тероризираат. А тоа е нашата слика, таква слика добиваат странците за нашата држава. Добро, ова е Скопје, ова е Македонија. Да. Нормално е да ти се закачи. А нема да го видиш тоа, нема да го видиш у аеродром, нема да го видиш у Карпош, али затоа ќе го видиш у Центар. Да. И сега си викаш, најдобро, 30 милиони сега има. Со 30 милиони бомбоната е правам само со Ајакс средство за чистење ќе средам цела општина, не па друго. Па тоа е проблемот што општината е запуштена. Не се работи. Запуштена, не се работи. Не функционираат службите. Општина мора да функционира на секојдневна база. Не може нивните инспектори да искачаат на база на метеоролошки услови. Не може да работи комуналната служба врз база на нечиј кеф или сует.
не смее да има необележани сообраќајници. Ние имаме решенија како ќе го средиме тој хаос. Браво. Посебно Ме радува што слушам. сообраќајниот хаос, Добро? хаосот во паркирањето и безбедноста. Одлично. Ние сакаме да ги вратиме малата. Па еве види во Капиште Што што се значи случува. тоа сакам да ги вратам малата и кажи ми за Капиште. Јанко, колку еве ние сме више постари луѓе. Сме преминале 55 години животен стаж. Фала на комплиментот. Да, не збориме за изглед, збориме за искуството. Многу добро се сеќаваш дека и во центар, и во било каде животот се одвиваше во малата. Така е. Ние во малата имавме позорникари. Да, редовно полицајци кои Не патролира. полицајци, тие беа милицајци. Тие И беа не знаеа милицајци. сите. Да, по име и презиме, Да. и ако треба и воспитно добивавме ако претерувавме. Па не дај Фала Боже Богу. да дознаат дома дека си добил воспитно, ти уште 3 ќе добиеш. Аз си ми го воспитно. читал статусот. Добре. Имаше таму, вика наставник исплескал ученик. Да. А ја напишав, викам, у мое време наставник да ти исплеска и дома плюсне тебе. Така е. Така е. Мора да се врати авторитетот. Ние живееме во еден тотален хаос. Ќе земам за пример Капиштец. Помеѓу зградите има зеленило, има паркчиња. Што се случува во тие паркчиња кога нема после 11-23 часот или после полноќ? Таму владеат дилери на дрога, таму владеат хулигани, таму се пие, таму се галами и не можат луѓето да спијат. А Имаме зошто? Затоа што нема кој да помине, кој да да помине, патрулира. не е осветлено како што треба. А кај што е темница, и самиот знаеш. Има икс такви примери. Да не збориме за аудио загадувањето кое се случува во центар. Имаме ноќни клубови, дискотеки, Баш у Капиштец, кафичи, кој никој ништо не може да го среди тој проблем, например. точно. Еве, не морам да ги спомнам. Ајде, Четири се нема едно да до друго. спомнуваме никога. Добро? Затоа што таму има гостителски објекти кои работат по пропис. Да, ама Тие не прават штета на, не ги вознемируваат жителите. не, јас зборам оние до 3 сабајле што се бумпа, идемо руке Нека горе. работи до 5 саат са бајле. Ама Ама нека не пречи на станарите. ама пречи и тоа му е законски покриено. Тоа е проблемот бе Мишка. Не може да биде законски покриено. Не може. Не. Тоа е само мислам грешка текнуе- во мониторинг и повторно Ти текнуе за иđe аршините. кај бевме Ферарито кој го донесе. да. Епа, Добро, во ред. кажи ми, Во ред. има ли И некој нека работи. Ама, чекај малку. За задоволство на 100-200 луѓе треба да патат неколку илјади станари. Па така е 15 години никој не може да го смени тоа. А, не кажувам дека ќе го смениме тоа. Кажувам дека ќе се обидеме Ќе биде тоа тешка да го борба. доведеме. Да, ќе биде тешка борба. Ајде, ќе те викнат. Ама- Мишко, ај седи, ај написе по една, ајде, ќе речеме. Ајде. Јанко, да си ми жив и здрав. Да видам Рече кој дека ќе се те знаеме викне. 35 Да, години. да. Така? Кој успел да Зарем те мислиш седне? дека оваа приказна ја влегов за да се вработам или за да добијам унапредување? Мишко, кажи ми, паркингот има една за мене идиотска работа. Кога се направи Капиштец, кој по мене е првиот урбан криминал во Македонија, затоа што се Не би Дозволи рекол дека ми. е криминал. дозволи ми да се образлучам. Урбанистичко силување, да. Урбанистичко силување, затоа што се згради набутани, без паркинг, без паркови, без доволно паркинг место и така натаму. Тоа е мојот став и ја не мрдам од тоа. После кога зборат за урбана мафија, не, ќе почнеш првин од Капиштец. Не се. Паркингот кога го направија, некој имал брилјантна идеја да стави бекатон плочки со дупки унутра за да растело трава. Така му се видело, тоа е во
70-80 години и така натаму. Така е. Ни трава, ни бутор. Арно, ама, од пуста носталгија не дозволи асфалт да се стае и остана многу Тоа што остана. тоа што остана. И сега од пуста носталгија, они не даваат тоа да се смени, така требало да биде, тоа е нивниот споменик. Бог да чува, нисам забега народ. Но, прво мислам дека тоа треба да се асфалтира сериозно, прво и за луѓе, мажи, жени, да можат да идат да газат, мајки да можат со количките и така натаму, затоа што има многу урба. Втора работа, Тодоровиќ, кога беше градоначалник на општина Центар, направи добра работа со тие наспрат тие монтажно. Значи го дуплираше просторот, Добро. грдо е, неубаво, али у тој момент заврши работа. Тоа заврши работа и во Новолициче, и во аеродром, заврши позади кај Капиште, но еве, веќе ти доаѓаш и викаш апгрейд. Не, тоа го рушиме, градиме 4 ката. Може ли таму да се направи нешто ново, друго? Затоа што Капиштет нема место за паркирање. Имаш сериозни објекти. Веќе се гравитира тука накај Diamond Mall. Луѓе барат. Точно. Diamond е катастрофално проектиран. Он сам по себе нема доволно паркинг места. Кој го гледа? Нема доволно места. Извини, треба да ти покажам да видиш што е околу Diamond паркирање. Јас живеам на Јордан Мијалков. Јас сум на улица Железничка. Не ми кажи. Самиот Diamond сметам дека има доволно паркинг места. Си се пуштил доле во подземниот паркинг. Да, ма ја немам потреба. Кои се ностоп празни. Значи мора да се направи нешто да се навикнат тие луѓе кои паркираат сервисната улица покрај Јордан Мјалков за таа е паркинг за цела улица. Точно, за сите згради. Точно. И тука нема ништо. На самата паркинг кај хотел Лимак, најлуксузниот хотел во град. Нема пешачки премањ, нема семафор, нема регулиран сообраќај. Абе ти идиотизам, абе не ми се верува. На реновирана улица. Не е реновирана. Не дозволи. Нема сакам друг пример да ти дадам. До кај иде небулозата, до кај иде безобразието. Да. Или незнаењето, не знам. Преминуваш улица од една страна на пешачки и кога завршува пешачкиот ти удираш во контейнери кои, фала Богу, се пуни, препуни. Да, и не можеш да поминеш, бе. И на намалени број на паркинг места, некој гениалец му текнало дека на сред паркинг место треба да стави знак. И таму не може да се паркира. Се трупаат така наречена урбана опрема. Паркинзи за велосипеди. Добро. Но тие се предимenzionирани. Еве да поминеме секаде кај што се поставуваат, тие се поставуваат паушално. Да, тоа се слагам. Само на неколку места тие паркинзи за велосипеди се употребливи. Иде небулозата до понатаму. Што правиме со тротоарите? Посебно на помалите улички. Значи, таму може слободно војска да се обучува кондиционо. Насред тротоар има дрво, после дрвото има знак, па после има бандера. Од самото дрво кренате од корењата, кренате бекатонот. Тоа е неодржување на зелениот. Неодржување, запуштување максимално и ајде сега стави се у друга позиција. Мајка со дете со количка. Мора да иде на сред улица. Мора да иде на улица. Така е. Ризик. Ризик и небезбедност. Затоа да не збориме за вулгарноста на возачите. Да не збориме и тоа. Нетолерантност. Нетолерантност. Баш му егеле, свири, гази, иде. Особено ако е женски шофер, па чути бегај. Фрлај се по тркава. Да. И тоа се одразува на безбедноста во сообраќајот. Затоа јас велам дека ние имаме решение како да ја средиме и безбедноста во сообраќајот. Но ние исто и ќе работиме на едукација. Ти текнува ние во школа која одевме имаше разни секции, имаше потикнување на таленти и така натаму. Добро. Зашто да не се врати сообраќајната секција, да кажем, која ќе биде расадник на културата во сообраќајот? Моите деца одамна завршија и факултети, а камоли не памтам
Немаат во школа сообраќајна часови за сообраќајна Не, култура? првите часови ги добиваат во автошколите. Све ми е јасно. Затоа велам дека ќе имаме многу предизвици. Нема да биде лесно, а за да успееме да ги имплементираме нашите програми, ќе ни треба да освоиме што повеќе советнички места. И затоа велам... Тешко вас ако ги освоите, а не спроведете. Да, тешко нас, затоа што ова е мала партија. И Како мала прв пат, партија? Колку души сте на советничка листа Центар? Нормално е да има кандидати колку што има советнички места. Но, Еве пола да освоите. не, мислам дека е тоа преамбициозно, но јас предпоставувам, уствари, посакувам да имаме 6 советнички места, затоа што... Ама ќе соработувате со коалициониот партнер? Ќе се работувате? Ќе соработуваме со секого Дали кој ви ќе се не компатибилни слуша програмите за Центар? Дали и ќе да не ни добиете се поддршка? компатибилни. Ќе се бориш, да. Ќе се бориме, Така. но нема да обструираме. Јасно. Ние работиме за да ја оствариме нашата програма која е позитивна. Таа е препознаена како позитивна и од другата партија. Јасно. И сметам дека ние ќе имаме одредена многу повисоко ниво на хармонија во договарањето отколку со некои други партии. Мишко, батали, врати се. Филипче те викна, батали, врати се, ќе ти се прости. Но ја немам кај да се вратам. Ова ми е прва партија у која влегов. Мишко, ти си еден од подстручните луѓе, светот го имаш прошетано на сите сајмови за автомобили. Така е. Знаеш што е концепт, знаеш што е сериско производство, знаеш што се трендовите. Не се откажуваш ти понатаму и разбирливо дека хибридните дизел, овие бензински мотори, електробензински мотори се и натаму дека уште многу долго ќе траат, но електричните возила земаат се повеќе замах. Не зборам толку, но феноменални се за град. Електричните возила. Последниве што ги видов, на страна Елон, на страна неговото роботакси, видовме неколку компании и во Кина, и во Соединетите Американски држави, кои спроведуваат сега такси возила кои се крајно роботизирани. Нема никој, влегуваш унутра, даваш дестинација, поминуваш со картица и се возиш. Нема загадување, вози пристојно, вози законски, не може да вози надвор од нормите. Дали е тоа нерешливо и кај нас? Мислам дека еден од... Знаеш Висот како е? Вози такси и доаѓа зелено и кочи. И патникот му вика, бе, шефе, зашо кочиш? А вика, колегата ќе помине на црвено светло. Да. Мислам, сообраќајниот колапс го правиме прво ние граѓани. Така е. Али со огромна помош на таксистите, кои возат кој што возат за да брзо стигне, се борат за живот, ама не ми е оправдание. Мене не ми е оправдание. Никако не е оправдание. 130 на сат, стои на знакот 30 на сат. Еве овдека македонски, трета македонска булеваров. Да. Еден не вози. Никој под 60 не вози. Секоја вечер идам истиот пат. И кога возам овдека 30, кај хемиско овдека, бидејќи училиштето, и стои знак за 30 на час. И го спуштам. Затоа што вежбам, бидејќи од нова година сега системот ќе биде и ќе те снима. Не почитуваш, ќе те ребне казна. Мишко, Ама како и поинак? ме Како знае, поинак? застанува со БМВ-то и ми вика вака. Зашто? Затоа што бавно возам, не можел он брза скарата у Драчево, у Ново Лисиче, у Лисиче, кацнел он. Нека доцни, Примитивците не... нека доцни слободно. Нека тргне на време. Не, сакам да кажам. Дали
Тоа ќе мора, не можете вие само центар, тоа ќе мора и градот, и МВР и така натаму, и се надевам дека ќе ги откорнат од казни. Па, еве, Бидејќи ќотек не помага. не. Но дали Многу поефективно електрични е кога ќе робот го- такси и електрични автобуси се решение за центар, за градот и така натаму. Твое едно размислување. Јанко, ти имаш дали- малце романтична представа за електрификацијата и многу си ентузијаст по Добро. тоа прашање. Ти не си. Не да не сум, Туку? но треба да се види медаљата од двете страни. Океј, повели. Како прво, електричните возила го изгубија својот смер. Првичната идеја на електричните возила беше да бидат градски, мали по димензии, за да ги задоволат потребите на градски транспорт. А стана луксузни, големи. Сега стана ростери. луксузни, големи и од еден популистички производ стана елитистички производ. Тука се слагам. Дали си видел поевтино електрично возило од 30.000 евра? 25. 25 во Европа. Во Кина ги има и за 12.000. 25 и тоа кинеско во Европа. Ама во Европа. Во Европа, да. Така е. Дали мислиш дека циклусот на траење на електрично возило е еколошки? Не знам, океј, кажи ми ти. Па 2 пати е понееколошки него од класичните автомобили. Да, ама не испушта гасови, не го дишеме тоа, не се гушиме. Колку Не е во проценти центар. од струјата се произведува на зелен начин? Да, ама не во Скопје. Ние ќе имаме сега, ќе се спроведува во Скопје, а центар највише ќе има Како ќе се бенефит, спроведува во ќе се Скопје? спроведува во Скопје, ќе се градат гасни централи А гасни кои ќе централи, бидат да. кои ќе бидат и за парно грејење, но ќе произведуваат и струја, со што ќе се намалува и цената на струја. Тоа е идеално решение. Како Цената иначе на да го струјата решат? нема да се намалува. Не, Тоа Евана ни го докажа со монтирањето на брзите полночи. Добро. А, Што Каде мислиш што- ти, сакаш да ми кажеш дека ќе колабира ова електричниве автомобили? нема да колабира. Туку? Полека се ретерира од таа приказка и полека повторно се враќа тежиштето на хибридните возила и плагин хибридите, кои имаат едно сломанско решение. Ти Додека збориш се за- во град и се движат на струја, на отворено се движат на мотор на внатрешно согорување. Електричните возила се добра солуција само за мигрирање на загаденоста од урбаните во средините каде што се произведува струја. Да. Термоелектраните, да речеме. Или од јаглен и така. Ние натаму. имаме само една термоелектрана. Добро е, таа е во резерва, Така, да, но се поставува уште едно прашање. повели? Тоа е алчност. Тоа секогаш е Да. така. Од падот на Адам наваму, тоа не Да, се сменило. Но ако колку е киловат час скапа струја? Не знам, кажи ми. Па не е повеќе од 7 денари. Така. Зашто на полнач за електричен автомобил тоа кошта на 32 денари? Киловат час збори. Така, те разбирам. Да, јас сваќам дека тие Не, јасно, пуњачи јасно, не се готово. ефтини, Јасно. но тие пуњачи во својот животен век имаат колку циклуси на полнење може да Но направи. дали е тоа Не добро може како да се такси поврати решение? тоа, збориш за центар. електриката? Електрични. Да, ама од каде пари да се купат електрични такси возила? Бенефиции за приватниве максимални. Еве, на пример, ослободи ги од царина и данок. Нека Тоа е више државна политика, не може да биде политика на општина центар. на општина центар. Не може. Од каде? А може ли да ги мотивирате? Може ли да го започнете вие тој процес? Имате ли некоја идеја што би можело да се направи? Што би правеле? Шилегов купи 2 или 3 автобуса на хидроген, кои, нели, испуштаат H2O и така натаму. 2 или 3 автобуса во Скопје апсолутно никаква, освен за сликање на билборди, не прават никаква разлика. Да. Во Скопје треба да има 200 такви автобуси, па да приметиме некоја разлика. Тука ќе треба да се направат и Што ти мислиш? структурални промени. Што е тоа структурална промена? Па ако идеме на електрична енергија, Добро? треба да обезбедиме места за полнење на тие автобуси.
Еве да кажеме општина Струмица. Ама не може он да се пуни, Мишко, нема да го пуниме у центар на автобуска. Он ќе Не. се пуни у базата. Точно. Така, ќе има Точно. барем 100 километра нека му е домет, Да. за ден еден завршил работа. Не завршил работа. Добро, Не. карикирам. Но, поставување на голем број, да кажеме на почеток на линијата и на крај на линијата, Така. или Кај со што ќе има оптимизирање, простор. да кажеме на една линија да има два пуначи каде што се обраќаат повеќе автобуси, Јасно. да бидат брзи полначи, Така. така може да се реши тоа прашање. Но, тоа е привремено решение. Автобуси Зашто? за 100 души или мали бусови за Скопје, за За центар? одредени општини и одредени дестинации ќе треба мали автобуси. Секако дека ќе мора мали автобуси да има, и поради економичноста и исплатливоста на градскиот транспорт. Тука е најдобро она ти што го рече. Хибридни. Бензин со електричен. За жал, во солуциите на транспортните возила не е Или. толку Да. имплементирана технологијата на Мгм. приклучни хибриди. Мгм. Да, имаат и хибридни мотори, но приклучен хибрид бара батерија да има возилото и електромотор кој ќе го движи возилото на струја. Што се по Да, тебе можни и квалитетни решенија? Например, Многу поевтино решение и поеколошко е водородот, но за жал водородот се уште ја нема достигнато нивото на економска исплатливост на производството, бидејќи тој за да се произведе повлекува доста електрична енергија, која повторно се добива од нечисти извори. следам доколку- Toyota вложува 5 години, ама уште не извади решение како што треба за Напротив. водород. Они извадија сега у 27-28 го чекаме, ја чекаме новата електрична Toyota, која со најновите батерии, со Panasonic што ги треба да биде нешто револуционерно. Они го земаа и тој копирајтот од Кина за ултра брзо пунење, што значи Да, 1 мегават. 1 мегават. Тоа е не знам што ќе биде. Така да мене Toyota, не Тесла, али Toyota ми е репер што пазарот бара и што ќе се нуди на пазарот. Toyota како компанија ужива огромен углед, бидејќи Toyota уствари ја започна приказката со хибридите. Но за жал поради тврдоглавоста на управниот одбор решија да ја продолжат тврдоглаво приказната каде што на периферија ги ставаат електричните возила. Toyota од лидер во производство го на кажа, еколошки возила стана в енерģија во приказката со електрична енергија. А добро рече, идејата на електрични возила треба да бидат мали и да бидат многу ефтини. Fiat Panda, Fiat Tipo, нешто такво, Така. седни, вози, бр, закачи се дома со... Не со мора струја. дома да има инфраструктура на полот. Да има инфраструктура на полноќ. А ние И мал зборуваме за автомобил. интернет, а немаме струја. Што ќе ми се 500 километри? Мене ми требаат у денот 50 километри низ градов. Добро бе и 200 да ти требаат. Не мораш ти секој ден да ја полниш колата. Така е. Ама се согласувам. Ама тука има и други предизвици, да не идеме сега у таа приказка. Зборам и самите Само да се вратиме возила малце што се околу- комунални, например, врати се ти на што сакаш, а јас ќе ти ја имаме простор колку сакаш. Улиците не се мијат, бе. Ја памтам, јас сум растено дете, мокри улици, навечер свежина, измиено, зеленило. зеленило. Сега го немаме. Нема. Ние мораме сега да го одржиме постоечкото зеленило и да го дуплираме за да добиеме една нормална атмосфера на живење. Зборам за општина Центар. Само да ја завршам мислата околу Те молам. погоните. Извини што те сечам. Добро е што Toyota, па најде добле заедно со BMW и со Hyundai како компании. BMW и економија. Не, сега зборам за друга работа. Добро, извини. Вложија доста средства во развој на водородната
технологија, односно бидејќи има два вида на водородни погони, едниот е со согорување, а другиот е со горивни келии кои произведуваат од течниот Електрична енергија. водород електрична енергија. 2027 BMW веќе го најави, а ја веќе го возев моделот со мотор на горивни келии, извини. Тоа уште лани го возев, BMW X5, кој ќе стане комерцијален модел. X5 тоа значи не помалце од 50.000 евра. Не, напротив, ќе биде уште поскап. Но со развојот на инфраструктурата... Горивни келии тоа значи цел реактор имаш ти, еден цел погон во самиот... Да, значи... но тој нема сила да направи штета. Аха, така. Самите боци, Самиот процес, така, да? самите резервари за водород издржуваат енормни притисоци. Па дури и при најтешки сообраќајни несреќи тие издржуваат и не ја губат формата, ниту пак внатрешниот притисок. Што е тоа тука ново измислено, бидејќи ја не познавам бойлер на планетава кој не е подложен на механичко оштетување. Точно, тие резервоари имаат рок на траење, бидејќи водородот по неговата молекуларна структура има многу мали молекули и атоми, и тој може и да избега ни структурата на самиот метал, односно на композитен материјал кој е, се да не навлагаме во микромолекуларна структура на елементите, да ја упростиме приказната. Доколку се вратиме на атомска енергија на глобално ниво, тогаш производството на електрична енергија ќе биде повторно еколошко и многу поевтино. Апсолутно се Тогаш ќе може да се прави водородот, а со водородните возила го избегнуваме употребувањето на батериите и непотребната тежина на самите возила. И нееколошкото ископување, вадење на тешки метали, нивната преработка која е А да и така не збориме натаму. за процесот на рециклирање. Само да ви кажам зашто збориме јас и Мишко оние што не знаат. Абе гласај за број 2, све ќе објасним. Ако бензин испушта гасови, дизел испушта гасови што ги знаете, водородниот автомобилите на водород испуштаат вода. Нивниот газ е чиста вода, капе вода. Точно Толку да така. знаете. Да. Гласајте за број 2, двојка. Дајте им двојка и гласај двојка. Дајте им на овие двојка и гласај за двојка. Двојката има голема символика, а и тоа е победа. Виктори. Пис, Виктори, Винстон Черчил, победата над фашизмот, над злото. Така е. Стварно треба конечно таа промена, бидејќи да речеме дека и претходна власт, претходна гарнитура добри биле и така натаму. Они се со децени исто го држат центар и за нивно добро е да се вратат кај Филипче малце, да се размислат или да дојдат кај вас, ако се паметни. Вака сега. Ајде да збориме и за една друга димензија на центар. За спортот во центар. Центар и спорт. Немој да го заборавиш работнички. Оксимор, тоа е Немој запустено. Немој да го заборавиш работнички, кој беше наша гордост, каде што сите се гордеевме со работнички, со успесите на работнички и на оној престиж кој го имаше работнички, а подоцна и Металски завод Тито во првата кошаркарска лига на Југославија. Имавме одлични меѓународни резултати, сега што правиме со работнички? Ни сала, ни тимот, ништо. Ќе направите ли нешто? Благодарение на овој градоначалник, нема системско решение за работнички. Работнички е во собственост на општината Центар. Се Уште исполпува... Жерновски лажеше дека ќе ја обнови салата, дека тимот ќе го крене, ништо не направија. Добро, окей. Сега збориме за сегашната ситуација.
Сегашна која? исполкуваат- Немаме ситуација? Па, имаме тешка ситуација. Затоа што тој клуб е девастиран, големи пари на годишно ниво се одливаат од општина Центар во клубот работнички. Стварно? Да, бидејќи е општината Центар, Па не гледаме ништо од тоа. Не гледаме руина од сала, од дека што... немаме руина од сала, него немаме повеќе сала. Дали има проект за таа сала? Дали некој го видел проектот за таа сала? Ја не. Дали некој го видел собственоста на земјиштето околу таа сала? Не. Имате ли решение? Ќе правите ли нешто? Кажи ми што ќе правите. Нормално Ништо. дека ќе правиме. Работнички мора да биде повторно работнички. Мора работнички да биде гордоста на Скопје. Ние пред салата на работнички немаме споменик на еден буштур или на Лазо Лечич, кои се спортски легенди на тој клуб. Абе срамота е да ја Ние погледнеш више салата немаме се распаѓа. сала. Не е тоа Ние сала. немаме сала. Ние немаме тим. А Што пари правиме иде? со тоа? А Еве, пари иде? 4 години се одливаат големи пари од буџетот на општина Центар. Што имаме ние? Ќе правите ревизија Имаме- кај иделе парите? Па нормално е кога ќе правиме ревизија. Сите прават, ама никогаш на суд ништо не завршува од тоа. Јанко, збориме за борба која ја започнавме од парламентарните избори. Така. Тоа нема да биде лесно, ама ќе биде успешно. Работнички Затоа што- треба да го гледам, работнички да го Како да гледам не го гледаш? со Па Звезда, кај си со го гледал ти Барселона, Дражан со Петрович, Реал. кај си го гледал Овдека сме ги гледали. Кукоч, кај си го гледал Овде сме ги Раджа, гледали. Дивац, Тука ги Ѓорđević. гледавме. И Тука Биело ги дугме гледавме. ги гледам. Така е. Значи си ги гледал во работнички, си ги Да. гледал во металски завод Тито. Кај ме подсети за Сарава, Салава, руина, човече. Види, не ми е убаво кога тоа кметот го гледам. како лажеше, човече. Ама, знаеш како, ја не ги разбирам и центарци. У очи ги лаже, река работнички, салата, ово, оне. Ништо не прави, овие го гласа. Слепо, партиско гласање, без разум, без мозок. Мислиш ли дека Еден- конечно центарци ќе им се отворат очите и ќе сватат кои сте и шо сте вие? Ние ќе направиме ревизија на она што го прави Герасимовски. Односно што го правел во изминатиот период од 4 години. А јас сум многу заинтересиран да видам што се случувало во работнички. Затоа што општината, како собственик на тимот, има право да ги побера сите документи и да се види тие пари кај одел. Имаш некакви сознанија? Имам многу сознанија, бидејќи ја Лоши? имам многу лоши. Бидејќи имам пријатели спортисти, бивши и сегашни. И тие алармираат за таа состојба. Не може, Јанко, ти и ја да зимаме како надежни спортисти голема сума пари месечно. А да не играме. Ја и ти со спортот може да завршиме само со daljinsko. И А зошто е тоа така? Партиска поделба на парите, предпоставам. Не знам. Дури не е Ја- ни партиска, него Јас е... сакам Да, тие документи да ревизијата, ги погледнам, ќе бараме ревизија и ќе бараме, се разбира, правен епилог. Дали ова све вечерва што го кажа е потполно и 100% компатибилно со партијата Знам? Апсолутно. Дали ова све што го кажа е потполно компатибилно и со кандидатот за градоначалник на општина Центар, господинот Лабудовиќ? Дефинитивно, затоа што Миро е пред се еден кроток човек. Но Дури со- прекро... ти си кроток, исто. И мене ме загрижуваат кротките луѓе. Дали ќе излезат со овие бандити овдека? Со оваа Знаеш како длабока е? центарска држава? Ќе извадиме на виделина. Ние не ќеме многу да зборуваме. Еве, ако го видиш од програм за општина Центар, не ветува вселенски центри, не ветува дека тимот од Центар ќе игра во НБА. Не ветуваме дека за 4 години ние ќе направиме од Центар населба која општина која личи на Беверли Хилс. Но ние
ќе оствариме нашата програма? Мишко, ние сме центарски деца. Па токму Центар тоа. не треба да е населба на пензионери Па еве ја и споменав. населба на работници. Центар треба да е ноќен живот. Треба да шетаме, треба да седиме. Ноќниот живот е убиен во Скопје, човек. Па не постои. Па не постои. Зашто? Заради некој пензионер што останал тамо, да не се пуштало погласно музика. Мислам, ја разбирам. Чекај, Јанко. Чекај се, ама Не сме ја објектите разбирам- за забава да бидат сместени во резиденцијални квартови. О, драг мој пријателе, дојди кај мене да видиш центри за забава кои ака до 3 сабајле во клинички центар. Во клинички Чекај. Во клинички центар до Министерство за здравство, уличката 5-та дивизија, имаш ти 3-4 локала кои се бумпа, законски све е тоа добиено, каде што капелата за мртвите е на 50 метри од нив, каде што првата болница кај што лежат луѓе од операција е на 100 метра. Па зашто збориме бе ние бе, Мишко? Бе тоа е шизофренија бе, тоа е лудило бе. нас ни се случи една страшна трагедија и од тоа треба да извлечеме добра поука. А тек да ти покажам дека во клинички центар се гради приватен објект. Во клинички центар се гради приватна куќа. У овој момент се копа. Видиш, ова првпат го слушам. Па ја живеам таму, тоа се тие мали тесни улички, Добро. гледаш и викаш Бог да чува и да брани. Позади, така. знаеш дека клинички центар се ограден, така? Така. И кога изграден 30 години, кога го изградиле, за да лекарите бидат на располагање, изградени се десетина куќи, каде што живееле примариусите. Добро. И тие куќи, некои останале приватни, некоја установа и така натаму. Ја гледам сега, копање, топка, се граде. Ете од каде 30 милиони за Герасимовски за општина Центар. Не. Ја не реков дека Герасимовски земал 30 милиони. Не, ама така, маркици има, а нема инфраструктура. Нема ништо. Како што реков. И сега да се вратиме и на забавата. извадиме ги документите дека е тоа легално и законски, за да ја јавно се извинам ако некого вечерва сум го наклеветил, еве, дека било незаконски. Пошто мене джигерот ми го вадат, ако оградата ми отишло 20 сантима поише, пошто веќе сум стар, не можам да ја кастрам. Ноќниот живот. Повели. Ноќниот живот мора да се врати, но со јасни правила на игра. Ја немам против ништо во сред Капиштец да има дискотека, која ќе има извонредно озвучување, ама во рамките на дискотеката, а не во рамките на населбата. Ама не можеш ти Можеш, децибелите... многу добро децибелите можеш. Јанко, не па можеш ти да си ги- бил во Лондон на па, времето. Сум бил. Зборам пред 30 Знам, на година. звучни изолации невидени среде центар Типа, на Лондон, да. надвор ништо не Повели, слушаш. направи го тоа. Ја немам против ти да работиш. Немам против ноќен клуб. Ова е Дон Ама имам Кихотовски. против ако сметаш, ако пречиш на луѓето кои утре треба да отидат на работа или во школа или на испит на факултет. Бе, не можеш на Кеј на Вардар до 10 саат, акустична гитара, до 11 саат ти гаси музика, смета. Кому смета? Абе Кеј на Вардар, абе Центар, абе таму треба да останам до 4 сабајле. Мишко, од кабина кај мене не си искачал до 5 сабајле. Уживавме. Кому сметавме? И тоа бумпа бевме. Ама никому не сме му сметале. Оти галамата останувала во рамките на клубот. Знаеш И нека се знаеш кој направи го тоа скина- повторно. Знаеш кој го скина ноќниот живот? Памтиш? Па сега. Хари Костов, 2001-2002 година, Добро. кај улица Македонија, кај што е сега тренд, децата се собираа, Корзо беше, Добро. извади еден од националностите, извади нож, закла едно дете и овој ги затвори сите кафани, а тогаш ноќниот живот беше до 4-5 сабајле и им беше тоа повод
ги затворија и донесоа закон, ништо после 12 сат не сме да биде. Ако И добро тогаш се 4 сеќавам, години се идеше по кафани, се апсеа луѓе, вака ми го тргаа тањирот, у 12 сат што сум седел у кафан, а ја научен до 5 сабајле, на шо личел? Цела Југославија доаѓаше у Скопје за ноќен живот. точно, Цела 90-тите Југославија. години, по првата половина Ни на криминал 90-тите, имаше ни ништо. Од кога ги затворија, од кога го почна ова, почна дрогата, почна убиствата, почна рекетите. Ајде, Мишко, не ме прави будал. Затоа што 20... Не ме прави Не, будал. окей, ме прави да, општество да. будал. 15 години бев, 80 и до средина на 90 бев дисџокеј низ градов. Така е. Никој не може да ми каже што е ноќен живот у Скопје. Јас сум центарско дете. И овие пеземици, овие паразити ми го обликуваат градот и ќе ми кажуваат што е законски, што е не. Thank you and fuck you. Земете ја власта, мамицата да им ја расплачете. Толку викам, а не да ми бидете кротки. Јанко, ние ако сме кротки, ако не дигаме многу чалам, тоа не значи дека не знаеме да работиме. Мислам дека е крајно време, а и знам дека ќе почнат граѓаните да препознаваат она што е добро за нив. Ние го сакаме центар и ние му мислиме добро на центар. Еве, ќе ја споменам мојата колешка од Знам, Александра Цветановска. Таа е директен наследник на собствениците на Идадија. И уште Идадија е во рацете на незиното семејство. И сега ќе ми каже некој дека она не е центарка или не го сака центар, или не го сака животот во центар. Океј, кога ќе победите, таму на кебап идеме јас и ти. Ки идеме на кебап и секако и на чорба Пази што може си да рекол. идеме. На кебап и идеме таму кога ќе победите, таму ќе прославиме. Се надевам Не треба да ме частиш. дека на 19 ќе прославиме победа не само за градоначалник, него и за повеќе советнички места. А ако влеземе во вториот круг, јас сум убеден дека господинот Герасимовски ќе изгуби. Затоа што тој сега, во овој момент, има поддршка од една клика која има бизнес интереси. Па видете ја само неговата кампања каква. После Вучич, он има најскапа кампања. На сите билбордија, на сите фасадија, да не збориме и за електронски медиуми. Кој го финансира тоа? Тие што имаат маркици и интереси. Ајде, маркици. Дик дава пари за Не, политички не, маркетинг. ова е друго. Добро Ова рече. ги надминува границите надминува. на буџетите На кои се финансирањето. дозволени. Само ќе кажеме уште еднаш. Да. Оваа емисија нити е финансирана, нити спонзорирана, нити платена, ни со легални, ни со илегални пари. Ова го правам со мојот пријател Мишко, затоа што сме урбани типови, затоа што го знаеме Скопје, го газиме центар и затоа што ја верувам, ако ништо друго, бар ќе можам да ти го тријам носот ако не оствариш од ова што си го ветил, Така е. жигерот да ти го изедам јавно. На другиве не сум можам, ама тебе ќе можам. Сите од советничката листа на Знам. Повеќето центарци знаат каде живееме. И ќе може да ни се обратат директно. А јас знам дека нема да го изгубиме образот. Ќе направиме се што ни е во наша моќ да го вратиме достоинството на центар. Двојка. Двојка. Дечки. Двојка. Толку. Мишко Барзов или Крумислав Мишко Барзов, носител на советничката листа за општина Центар, каде што го очекуваме да го видиме во клупите, во собранието, во Капитол Хил. Во Советот. Во Совет. Знаеш што треба да направите? Општинска зграда. Општинска зграда. Тоа леле ми ја прочита мислата. Не. Стварно ми текна на баракине кога Јанко, идевме, она е брука човече. Јанко,
Таму и катна гаража, и све, и канцелари, да и се 300 живи евра. здрав. И тоа се нашите планови. Тоа е срамота за општина Центар да остане во еден објект. А да не збориме, бе, град со Скопје исто од другата со страна. Град Скопје ќе си има свој Градоначалник, нека му ја мисли. моја мисли. Ја му посакувам се неубаво. Но тие објекти пред се од времен карактер. Тие бараки имаат трајност 25 до 30 години. Тие треба да бидат срушени 80-та година. или Толку. 87. После земјотресот се направени. Така е. 20 години. Така е. Од 62 до 82. Сега е тоа Имаме- муфла, нездрава. Тоа стои по навика, таму нема више ни материјал да држи. По навика. По навика стоја. памти, да, онака си стои Нема по ни навика. статика. Каква статика? Многу помали општини и посиромашни општини имаат општински згради Да, апсолутно. кои се репрезентативни. И тоа добри. Значи ја представуваат општината онака како што треба. Апсолутно се согласувам. Иди види Бутел, иди види Ново село. Браво, Браво, браво. браво. Имале они у одреден период некој домаќин што размислувал за тоа. Амин. А центар, Што правиме ние во центар? центар, еј, ти доаѓаш. Уште реторики имаме партиски, Види, ова е од времето. ама нека од кога сака. Ова е од времето на Лазот. Мораме да го чуваме споменот. И делото, ако треба, ќе го чуваме, но се тоа мора да има своја ономатопеја, своја еволуција. А и Лебедова песна. Ја мислам дека започната е Лебедовата песна. Колку е реално да ја направите новата општинска зграда? По тебе. Не би сакал да давам временски Добро. рамки, Готово. но само го кажувам како иницијатива дека тоа мора да се случи. Океј. Мишко, уште еднаш, двојка, навивам за тебе. Ти благодарам. Постигнете Јанко. успех за добро на сите нас, бидете пример и не знам, ако обстанам и ја уште, се надавам дека ќе се видиме, ќе ми дадеш некои печатоци што ги спомнавме овдека Дефинитивно. и затоа што многу појасни ќе бидат тогаш работите. Се надевам дека и новиот градоначалник на општина Центар ќе нашиот биде Мирослав гостин. Лабудовиќ, да. Ако, Зашто да не ако биде? има Затоа време, што- ако има време, ја ти благодарам на честа што ми ја укаже, да ти се извинам пошто зборев превише, јас не сум професионален, ја сакав да се надоврзувам со тебе. Се прашувам зошто можеби ја не се убутав на листа таму, затоа што стварно имам енергија за оваа општина, ми врие до овдека. Ама добро е што не сум ја таму, што си ти таму, а поддршка од мене ќе имаш. Ти благодарам многу. Ова го доживувам како разговор со пријател. Се знаеме многу години. И ова не го доживувам како политичка промоција. Ова е само еден брейнсторминг на двојца центарци. Благодарам уште едно за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам и за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.